Во сабота на програмата ќе бидат надпреварите од петото коло на втората македонска фудбалска лига, која носи неколку интересни средби, а кои ќе може да направат промени на табелата. Во Оресен ќе биде интересен дуелот на двете екипи кои во претходното коло претрпеа тешки порази, откако загубија со големи разлики. Преспа во Гевгелие загуби од Кожув со 7-1, а пак Вардар Неготион доживеа катастрофа од 1-8 од Каменица Саса. Двете екипи во меѓусебен дуел ќе се борат за втора сезонска победа, при тоа ќе барат рехабилитација после големите порази во претходното коло. Детонит Плочковеца на домашен терен ќе собеде да ја запреш Кенди Рачиново. Радовишени после минималниот пораз во претходното коло ќе бараат триумф, а пак гостеното Рачиново ќе сака продолжување на одличната серија резултати. Сигурно дека дуелот во Радовиш ќе биде повеќе неизвестен. Скопје како голем фаворит на домашен терен ќе се соочи со разнишената победа, која во многу лоши ситуации. Пиратите целат само кон нови 3 бодови и со тоа да продолжат да го напаѓаат врвот на табелата, а пак прилепчени свесни за тежината на мечот и со бото некаде ќе бидат задоволни. Ова ќе биде дуел на два поранишни прволигаши. Големо Конјери ќе го бара првиот позитивен резултат, првите бодови првата сезонска победа против Осогово, а жетварите брзо сака да го заборават домашниот пораз од Скопје со нов триумф. Бргаланци ќе гостува во македонска Каменица во дуел каде сините имаат фаворитска улога, а пак рударите после големиот триумф од 1-8 над Вардар Неготино се осоколени и ќе сакаат бодови и со штипени. Новоци на домашен терен нема пораз во новата сезона и ќе сака нови 3 бодови пред својата публика и против Тетекс, кој пак после победата над Слоговиница, која за штофарите беше втора, е мотив плюс за позитивни резултати против Новоци. Двете екипи ќе се борат за трето славие и нови 3 бодови со кои може да прогресираат на второлигашката табела. Кожув ќе биде пред сериозен испит, бидејќи ќе гостува кај Охрид на Белен извори. Тимот од Гевгелија во одлична победничка форма, истата ќе сака да ја продолжи и против екипата на Охрид кој има амбиции за влез во прва лига. Рибарите со поддршка од публиката и навивачите ќе атакуваат на 3 бодови против расположениот Кожув, кој како лидер патува во градот покрај Охридското езеро. Слоговиница со 2 порази во низа е пред вклучување на црвениот аларм ако не се добие Беласица. Тимот од Виница нанежа 2 порази во Радовиш и Тетово, па сега против Беласица, кој е еден од фаворитите за влез во првата македонска фудбалска лига, ќе има тешка задача да се најде начин како да се стигне до 3 бодови. Струмичани се во одлична форма и ќе барат продолжување победничката серија и во Виница, бидејќи имаат реални шанси да бидат осамени на врвот од табелата ако слават над Слога.